Ја би сакал да се вратиме на темата, која што е на денешната седница на Советот на градот Скопје, како информација која што беше побарана од наша страна за финансиската состојба во која што се наоѓа градот Скопје и јавните претпријатија. Ке зборувам од мое лично име, како советник, како член на Советот на градот Скопје, избран на непосредни локални избори и како претседател на Комисијата за буџет и финансирање, која што има задача да ја следи работата на Советот на градот Скопје и да следи работата на градот Скопје, како и да ги разгледува прашањата во врска со финансирањето на работите од кои што произлегуваат од надлежноста на градот Скопје во врска со остварувањето на приходите и реализација на буџетот и буџетските ставки. Денеска на комисијата која што ја одржавме за буџет, убаво ќе беше да се има ова информација и на писмено, но убаво ќе биде и понекогаш и како градоначалник да дојдете и да разговарате со нас. Донесовме определен заклучок каде што се задолжуваат службите во градот Скопје и градоначалникот на градот Скопје до почетокот на 30-та седница. Тоа не е нешто што го говорам на памет, бидејќи претседателот кажа дека на таа координација која што сте имале, сте ветиле дека до почетокот на седницата ќе испратите оваа информација која што устно денеска дел ја споделивте до сите советници на градот Скопје, затоа како комисија надлежна за буџетот, надлежна за следење на остварувањето на буџетот, која што е надлежна за да го следи материјално-финансиското работење на градот Скопје, побаравме едногласно од сите членови на Советот кои што се представници во таа комисија да ни бидат доставени бараната информација, како и изводи и финансиски картички за материјално-финансиското работење на градот Скопје, како и информација за тоа со колку финансиски средства фактички располага градот Скопје на своите буџетски сметки. Ние како комисија за буџет, која што ги има веќе тоа право доделено од статутот на градот Скопје врз основа на член 49г став 1, баравме да имаме ваква информација, бидејќи сме членови на Советот на градот Скопје и овие членови на Совет на град Скопје, како орган кој што е законодавен орган во градот Скопје, а вие како градоначалник сте извршна власт, има право да биде најзапознаен со ситуациите. Доколку е тоа тајност, има можност и да се исклучи јавноста од седниците или тоа да се направи на некоја наша комисија на која што не е присутна јавноста, но меѓутоа ние да ги имаме тие податоци, имаме право, имаме обврска и одговорност, бидејќи на 11 мај се разбудивме са бајле, каде што прочитавме од медиумите дека сметката на градот Скопје е блокирана. И сега не може да не обвинувате сите тука дека не мислиме на доброто на граѓаните, кога наредниот ден побаравме информација, бидејќи едноставно сме дел од законодавната власт во градот Скопје, која што има право да ја контролира работата на градоначалникот, да дава своји забелешки, да учествува во работата на Советот на градот Скопје и да ја контролира понатамошно, но и да бара определени одговори и да биде запознаена со фактичката ситуација. Јас сум крајно разочаран што година и пол, две, од кога сте градоначалник и ние од кога сме конституирани како Совет, нашето мислење како советници и нашите барања, па и еве од кога сум претседател на комисијата за буџет, не се остваруваат. Ние бараме информација за да бидеме информирани, ако тоа не е начин за да се помогне во функционирањето на градот Скопје, ја не знам што е. Ние година и пол се информираме од страна на медиуми. Тоа не е фер према граѓаните кои што излегле, не избрале, без разлика за која и политичка партија го дале својот глас, не е фер према нас, не е фер према граѓаните, ние како нивни представници во Советот на градот Скопје да се информираме преку медиуми. Јас барем така сметам. Мене ми ова прв мандат во Советот на градот Скопје, за претходно не можам да зборам. Зборам за од овој момент од кога сме конституирани, па за понатаму. Крајно поразително е за сите советници на градот Скопје да бидат информирани преку медиумите за прашања кои што се означени за Советот, за граѓаните и за сите надлежни институции, вклучително и град Скопје и јавните претпријатија. Тоа е недопустливо и недозволиво. Затоа ја побаравме таа воредна седница. Таа воредна седница не се случи, затоа ја имаме денеска на точка на дневен ред финансиската состојба на градот Скопје и на јавните претпријатија. Два сегмента. Градот Скопје како институција и јавните претпријатија како придружни органи кои што го сервисираат, односно ги обслужуваат потребите и барањата
на граѓаните. Прв пат ни се случи во историјата да останеме без јавен превоз преходната година, прв пат ни се случи и во историјата да останеме со блокирана сметка, еве велите дека е деблокирана, значи била блокирана сметката на градот Скопје по правосилна судска пресуда за извршување. Таа сума која што ја зборите, ние ја дознаваме од медиумите, а ја бараме вие да ни ја кажете, бидејќи ние сме законодавниот дом во овој град Скопје, вие сте извршната власт, ние како што ќе одлучиме, градоначалниците и преходно и идните така треба да работат, и ние мораме да ги знаеме, не можеме од медиумите да дознаваме паушални износи, дали биле тоа 50 милиони, 100 милиони, 200 милиони, 250 милиони. Добро, свативме дека се 2,5 милиони евра, кои што по правосилна судска пресуда се бараат од страна на градот Скопје. Во истиот момент кога правосилната судска пресуда преку извршител е дојдена во градот Скопје, сметката на градот Скопје е блокирана. Зошто? Заради тоа што нема доволно средства да се наплати таа правосилна судска пресуда. Сега, тоа е на почетокот на мај. Состојба во која што буџетот на почетокот на буџетската година треба да биде најликвиден. Па мене ми е прашањето, бидејќи кон крајот на годината изгласавме буџет кој што изнесува 100 милиони евра, а 2,5 милиони евра по судски пресуди, извршители и така натаму се побаруваат од градот Скопје, процентуално тоа е 2,5%. Значи во мај 2,5% од вкупниот буџет на градот Скопје кој што е изгласан со 100 милиони евра, фактички не поседува на сметката на градот Скопје. Тоа не интересира. Колку средства, односно со колку финансии располага градот Скопје во моментот на пристигнувањето на овие правосилни судски пресуди. Не се ни нова работа, нема да бидат ни последна работа. Тоа е тековна работа за која што вие треба да ни дадете информација на нас, а ние како советници треба да помогнеме. Што со знаење, што со читање на закони, па можеби некои од тие пресуди си бараат жалба понатаму, треба градот Скопје да изрази став према тие правосилни судски пресуди и процеси кои што се тековни во градот Скопје, кои што се одвиваат, како што кажав, нит ќе престане, нит почнале моментално со оваа сума. Но каде се пари, бе? Ако 100 милиони евра сме изгласале буџет, а 2,5% имаме правосилна судска пресуда, значи немало ни толку, ни 2,5 милиони евра немало на сметка. Зашо ако имало тоа одма ќе ги собереле извршители, бе? Па после ќе влагате у постапки, ќе го обжалувате, не го обжалувате, до кај е постапка? Факт, значи, градот Скопје бил блокиран, сте ја деблокирале сметката, како сте ја деблокирале со договор, за плаќање на рати и така натаму, но меѓутоа ние информациите ги бараме не за да тераме политика, за да помогнеме на крајот од денот и преку комисиите, и преку седниците на Совет на градот Скопје, ние сме должни да си ја вршиме работата за која што сме избрани на страна на граѓаните. Што треба друго да се деси прв пат у историјава на градот Скопје, за да почнеме да соработуваме како орган, не лично и индивидуално, како органи, како Совет на град Скопје и како градоначалник на град Скопје. Ни се случи прв пат у историја да бидеме блокирани, сте се деблокирале, ни се случи прв пат у историја да остане градот Скопје без јавен превоз, ние повторно комуницираме преку органите за информирање, односно медиумите, а не комуницираме како што ни личи Совет на град Скопје и градоначалник како двостепен начин на управување со единицата на локалната самоуправа. Другиот дел од оваа компонента која што ја зборевме беше состојбата со јавните предпријатија. Па ние сме сведоци години и половина, ние сме толку сведоци, од оваа страна се сведоци помалку од која пукна тиквата, па после почнаа да зборат дека не се одговарало на прашање. Ние тоа го збориме од првиот момент на конституирање на седница и првата седница на советнички прашања, дека советнички прашања не се одговараат со честни исклучоци на некои од представниците од јавните предпријатија. Кога советниците прашуваат од оваа говорница, представниците на јавните предпријатија ќутат. Кога советниците бараат определено објаснување од јавните предпријатија, од представниците на јавните предпријатија, од вас, од кабинетот, од секретарот, било што, се ќути и се добива одговор на прашање, некои паушални во теке постапката. Пред месец дена добив прв пат одговор на советничко прашање од градот Скопје. И сега, кога ќе дојде ваква ситуација, ние не сме помагале. Не, ние сакаме да помогнеме, затоа сме орган конституиран Совет на градот Скопје, но меѓутоа комуникацијата не може да се одвива преку медиумите, комуникацијата треба да се одвива
преку совет, градоначалник, комисии и така ние ќе имаме увид во работата на градот Скопје и јавните предпријатија. Што се случи на крајот од денот со пречистителната станица? Пред година дена за пречистителната станица со рачињето у медот се каравте, оде се потепавте од криминали, префрлање топки. Истече времето. Ќе довршам за кратко. Во секој сегмент нешто не чини, ама одговорноста се префрлува. Треба да се свати конечно дека треба да почне да се работи во интересот на граѓаните. Интересот на граѓаните треба да биде на прво место, а не партиските агенди и политичките агенди во пресред на, како што ги викате, уставни измени, во пресред на председателски парламентарни избори. Ако имат некој од тука желба за понатаму, тоа нека си го каже јавно, а не да се билда рейтинг за носители на листи, пратеници и така натаму. Истече времето. Благодарам.